Денеска бев повикан во судот, затоа што КТЦ Јанева изразила некако сомнеж дека ќе ја напуштам земјата и дека нема да се појавувам во неа. Не знам дали некој во државата верува во такво нешто, дека ќе ја напуштам земјата и нема да се појавувам, но како и да е, се гледа дека специјалното јавно обвинителство прави чекори кои што се нарачани и дека тоа веројатно го посакува да се случи нивниот нарачател, кој што во неколку наврати изјави дека не ги признава македонските судови. Веројатно тоа е негова желба да заминам во земјата и да не се појавувам, но тоа ниту ќе го сторам, ниту е вистина, ниту пак ќе му исполнам таа желба. Знаете, живееме во еден период во кој што човекот кој што изјави дека не ги почитува судовите, односно дека не ги признава судовите во Македонија, свесен е за својот политички рейтинг, свесен е за големата неподршка што има од страна на граѓаните, свесен е дека изборите наближуваат и дека нема да може уште долго да ги одоговлекува, и преку контролата која што има врз луѓето во СЈО, се обидува да ги изрелативизира работите и да се обиде преку вакви апсурдни покани во судот, да и мене и моите соработници не прикаже исти или слични како него. Тоа се обиде и во текот на минатата година преку неговите пресконференции на кои што се објавуваа фабрикуваните материјали и не успеа. Потоа се обиде со тоа што издействува 100 дена пред изборите да има друг премиер за спроведување на избори, верувајќи дека на тој начин ќе дојде на власт, дека на тој начин ќе го промени мислењето на граѓаните, не го промени мислењето на граѓаните и сега се обидува на трет начин, на начин на кој што постојано ќе бидам повикуван заради апсурдни причини во судот и ќе треба да давам вакви изјави, да се правдам, иако немам никаква вина, за народот да ја промени перцепцијата и да почне да мисли дека можеби и ние сме, и јас и моите соработници сме слични на човекот кој што даваше изјави дека не го признава судот во Република Македонија. Тоа нема да му помогне, тој тоа ќе го види на денот на изборите, вечерта на изборите. Мислам дека ќе го осети и преходно и ќе осети дека тера во погрешна насока, затоа што работите на изборите не одат на тој начин. Избори се добиваат со една посветеност, со една одговорност, со програма, со дела, со работа, со честно работење, а не со апсурдни чекори, со манипулации, со лаги, со невистини, со шпекулации или со слични работи со кои што нашиот и мојот политички опонент се занимава во сиот изминат период. Че можете да очекувате дека во следниот период за разни апсурдни причини и мене и моите соработници ќе не повикуваат, вас ќе ви известуваат да пристигнете тука, да земете изјава вечерта, да подготвите прилози, да правите дебатни емисии и така натаму, се со цел граѓаните да добијат некаква импресија дека можеби нашите опоненти и мојот опонент во опозицијата, кој што е добро познато колку е криминоген по сите негови действија во минатото, тргнувајќи од разни чекори кои што ги правеше и во случајот Глобал и со тендерите за своите роднини, пријатели и партиски активисти, и подосна со случајот Подкуп и така натаму, ќе се обидува да не прикажи нас преку вакви апсурдни канења на суд дека ние сме слични на него, меѓутоа и тоа нема да му успее. Граѓаните и народот ме познаваат мене повеќе од 10 години, добро ги познаваат и моите соработници, и што е најдобро и најважно, многу добро го познаваат и него. Така што на изборите се ќе стане јасно и се ќе биде расчистено. Затоа е важно, се извинувам ако може да ја завршам изјавата и да не ми упаѓате ако може. Така што изборите кои што ќе се одржат, кога и да се одржат, ќе бидат најјасниот одговор за ова политичко раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Она што го прави СЈО практично е нешто од кое што ќе се срамат во иднина. Меѓутоа, тоа е времето во кое што живееме. Живееме во време во кое што имам политички опонент кој што има сериозно ниска подршка од граѓаните и кој што се темели меѓу другото и на неговата криминогеност и се обидува на ваков начин преку апсурдни барања од типот дека ќе се ме напуштил земјата и слично, нема да се појавувам, се обидува да ги релативизира неговите со право повикувања на суд и да прикаже слика во јавноста дека сме слични или исти.